Крводарителството во Охрид во поде. Голем е бројот на оние граѓани кои со секое дарување потенцијално спасуваат нечи живот. Таков е примерот со Бранко Трајковски, кој е долгогодишен крводарител и има дарувано 83 пати досега, а започнал на 18 години граница која е дозволена за дарување крв. Мотиватор, организатор на крводарителски акции во рамките на СВР Охрид. Значи хумано дело, убав осеќај, тоа што ќе спасите живот, знаете дека спасувате многу животи. Почнав да дарувам од 18 наполнати години, нели кога е дозволена границата за дарување на крв, и додека сум здрав, до 65 години планирам да дарувам. Од Црвениот крст посочуваат дека покрај останатите активности во иднина поголем акцент ќе биде ставен кон потребите за помош на старите лица и лицата со посебни потреби. Голем број на наши активности се поврзани со луѓе кои што се нашле во некаква незавидна ситуација, но без помошта од градоначалникот како главен или татко на општината, сите овие активности не би можеле да ги спроведеме. Таму каде што имаме можност или општината има можност, тука правиме проекти како за бездомните, како за луѓето во посебен ризик. Црвен крст Охрид е посебна организација не само сега, и наназад години. Самото поднебје, самиот туристички центар дозволува да бидете креативни и да вложувате и во вакви хумани идеи. Така да голем број волонтери, активисти, безимени, имени во текот на овие 80 години дале свој печат и свој придонес, и токму на овие настани, со овие настани им даваме на некој начин почит и внимание на сите тие, да се препознаеме во нив не само во минатото, туку и во сегашноста и во иднината. Инаку во организацијата на Црвениот крст во текот на годината се движат околу 1000 волонтери, а по повод 80 годишниот јубилеј, во текот на целата година ќе бидат организирани низа настани под мотото "Ние гледаме луѓе". Нина Ритоновска, Сител телевизија.